До гледачите на телевизија Ирис. Виртуелноста на телевизијата или можноста што таа ни ја пружа да истовремено да бидеме и домакини и гости. Домакини сме бидејќи ова е емисија на телевизија Ирис, а гости сме кај градоначалникот на општина Штип. Досега, според новиот закон и според називот градоначалник, ова е шестиот градоначалник на општина Штип, бидејќи претходно беа председатели на собранието на општина Штип и ова е според најновиот закон од 2004 година, законот за локална самоуправа. Она што досега вие го гледавте како изјави и како мислење и ставови на градоначалници, ние ви го пренесувавме, вие формиравте мислење за тоа. Но ние ќе продолжиме со барањата за ставови и изјави и на овој градоначалник, се со цел вам да ви ги приближиме неговите ставови и предлозите за решенијата кои тој во својата кампања ви ги ветил или во годишните програми кои ги поднесуваат јавните предпријатија чии директори ги поставува градоначалникот, а ги оснива советот. Така е според законот. Еве да видиме за почеток со новиот градоначалник Благој Почварски. Господине градоначалниче, добре дојдовте во нашава емисија и благодарам што не примивте во вашиот кабинет. Овој пат двојна игра имаме. Добре дојдовте вие во општина Штип. Ви благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Ова е прва емисија и ми е драго што еве јас вечерва сум домакин на вас. Инаку вратите на општина Штип се отворени за сите граѓани и за вас, за новинарите, за медиумите да бидеме овде да соработуваме заедно во интерес на сите граѓани на општина Штип. Кога сме веќе кај јавноста, знаењето со информациите на граѓаните до работата на локалната самоуправа, тоа е дел од вашата програма и од она што денес се нарекува вкупна општествена стварност во која што новинарите малку повеќе храбро, некои многу повеќе храбро почнуваат да постуваат прашања. Јас и вие и телевизија Ирис веќе година и нешто малку повеќе ве следиме вас и другите кандидати во кампања и еве тоа заврши. Вие сте градоначалник. За почеток вака кога за еден миг се сетите помина година и половина скоро од почетокот на кампањата, па парламентарните избори, локалните избори, еве сега сте градоначалник на Штип. Помислувате ли за момент пред година и пол дека ќе седите на ова столче? Па убаво е прашањето, навистина не размислував во ниту еден момент дека волку рано на 32 години ќе бидам во овој кабинет, ќе бидам градоначалник на општина Штип, но уште пред повеќе од 2 години се нафатив пред некаде 4 години, 2013 година влегов во извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е највисокото тело, кога Зоран Заев стана председател на партијата. Не очекував дека ќе дојдам во ситуација да бидам пратеник во Собранието на Република Македонија и потоа и градоначалник, но такви беа околностите. Јас сум влегол во политиката за да се ставам во служба на граѓаните и така што кога ја добив поддршката од партијата да бидам најпрви на листата за пратеници во 2016 година во декември на парламентарните избори, ја добив честа, бев на второто место на листата и тоа беше нешто кога почувствував дека е возможно така да напредувам во политиката, во Собранието на Република Македонија да го давам својот придонес, да напредувам и според многу политичари кои што се многу повозрасни, ме посоветуваа дека тоа е најдоброто место човек да се изгради во добар политичар, за да потоа превзеде и други позиции, други функции да работи во интерес на граѓаните, но јас многу брзо добив поддршка и од председателот Зоран Заев и од партијата, од општинската организација од Штип, од сите мои сопартијци да бидам кандидат за градоначалник на општина Штип на овие локални избори. Ја прифатив довербата која што ја добив, размислував малку, се консултирав со повеќе луѓе, но така како што и најави председателот на партијата дека рейтинзите ќе одлучуваат, се одлучи дека според рейтингот кој што го имам можам да ја добијам оваа битка која што беше многу значајна. Влегов во трката, не се штедев, излегував со граѓаните на средби, остварував многу контакти и на крајот на криштата ја добив довербата од граѓаните во вториот круг со голема разлика, со преку 1700 гласови разлика, што за мене е голема обврска пред се да дадам се од себе за овој град, за граѓаните да тргне градот напред, а граѓаните да почувствуваат бенефит од тоа што еве се случила промена, еден млад човек ја превзел локалната самоуправа и ќе работи на еден начин кој што сите ќе го почувствуваат.
И уште само една реченица, веќе во почетокот на еве мојот мандат, веќе 4ти ден сум овде во општина Штип. Мислам дека вработените веќе овде во администрацијата и дел од граѓаните со кои што имав простор и време да се сретнам на почетокот од мојот мандат во овие 4 дена, ја почувствува разликата и јас верувам дека само со еден ваков начин пристап, со една макотрапна работа, јас веќе во овие денови сум повеќе од 12 часови во ден на работа и чувствувам дека вака ќе придонесеме и општина Штип ќе тргне напред. Оно што е дилемата во македонското општество е дали ќе имаме само смена или ќе имаме смена и на стилот, начинот на владење, да нема владење, туку управување со ресурсите кои граѓаните на избори ви ги довериле. Вие рековте, зборувавте како станавте пратеник и како станавте градоначалник, но вие сте градоначалник на сите граѓани во Штип. Престануваат ли овде фаворизирањето на оно што досега 27 години сме навикнали наши, нивни, вакви партиски и онакви партиски? Бидејќи рекол, законот вели, Благој Борчеварски е градоначалник на сите граѓани. Да. Токму ова беше една од причините да се нафатам да бидам градоначалник на општина Штип, иако имам висока партиска позиција во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа не може да ме спречи да бидам градоначалник на сите, токму затоа што сум во политиката и во партијата подолг временски период, сум се градил уште од младинските погони, но сум сватил дека политиката не е нешто со кое што треба да ги делиме луѓето, туку нешто со кое што треба да ги спојуваме луѓето и дека идеологиите не треба да не делат. Идеологијата е само една од нештата кои што ги делат граѓаните кои што пристапиле на една, на друга или на трета политичка опција. Но најважна од се, целта е најважна да ги вградиме сите и градот да тргне напред, општината да тргне напред и Република Македонија да тргне напред. Тоа ми беше целта. Значи јас затоа кажав, веќе во општина Штип вработените чувствуваат дека јас не сум ги делел, ги повикувам сите, разговарам со сите, секој оној кој што бара средба има нешто да издискутираме, да пресечеме за некој проект, за некоја работа, вратите се отворени. Сум кажал на сите со кои што сум разговарал дека нема да ги делам луѓето по ниту една основа, ниту партиска, ниту етничка. Сите ќе бидат еднакви и само така градот ќе ни оди напред. Тоа ќе го докажам и во наредниот период се повеќе и повеќе. Колку повеќе граѓани ќе успеат да дојдат во контакт со мене, да разговараат, да се среќаваме на улица, да видат дека јас всушност ќе го растеретам Штип и од овој момент Штип нема да има веќе никогаш такви поделби, барем додека јас сум на ова столче во Но најмногу нетешко се менува менталитетот. Да го договориме ова интервју, јас утре влегов во вашиот кабинет и овде имаше едно 30 на луѓе и се разбира дека новинарски мораше да дознаеш што се работи. Половината овде велеа дојде времето и јас да барам вработување за моите деца, за мене и така натаму. Нашата представа за сите овие 27 години дека во основа треба да се решават екзистенционалните проблеми како вработување, унапредување и така натаму. Се судрите ли со тоа овие денови? Се судрувам со секакви проблеми, доаѓаат и луѓе кои што имаат проблеми од секаков аспект, дури од аспекти кои што не потпаѓаат под локалната самоуправа, кои што се проблеми кои потпаѓаат под министерствата, под централната власт. Јас ги сослушувам сите, им ги давам насоките каде што можем, реагирам веднаш, каде што треба ги земаме документите и ги давам на службите да ги проверат каде може најбрзо што може да се реагира. Всушност разговарам со секој, меѓутоа еве на почетокот така работиме, ќе работиме постојано, меѓутоа ќе определам термини за прием на странки, на луѓе, на граѓани, бидејќи во текот на денот некогаш имам по 5 до 6 сати перманентни состаноци со администрацијата, со гости од страна кои што доаѓаат, ќе имам и странски делегации кога нема да можат граѓаните да им посветам внимание во тој период или да влезат овде и затоа ќе направам термини за прием на граѓани, за да не се соочуваат со ситуацијата да чекаат по повеќе време надвор пред кабинетот. Не сакам да ги доведам во таква ситуација. Сега, кога сме веќе кај она што рековме администрација, организација, функционирање во корист на граѓаните. Едно прашање или една состојба во Штип се провлекува па 15 на години, може и малку повеќе. Сите градоначалници досега во мојот разговор со нив во интервјуа веретуваат дека за текот на мандатот ќе најдат решение за тоа, меѓутоа ниту еден не најде. Се работи за тоа дека нашите јавни предпријатија како носители на комуналната активност во Штип, резултатот од нивната работа и граѓаните не се задоволни, тоа го рековте и вие во
изборната кампања, а тоа е нивната организацијска поставеност. Вака, сега, вие само 4 дена сте градоначелник, ова ви е прво интервју, не би било добро да ви спрашуваме, меѓутоа граѓаните мора да ги знаат вашите почетни ставови. Скоро 500 вработени има ИСАР и има наследен долг за кој, јас денес го истражував малку положбата, за кој што се враќани камати, главница не е враќена, тоа се големи суми, милионски евра суми, има и надоверители, добавувачи, долгови, а структурата на јавното предпријатие, за да биде самостојно, онака како што законот наложува, е многу тешко, бидејќи внатрешната структура, според физибилити студијата на Светската банка, израчунала дека има 150 и неколку вработени кои не одговараат на основната дејност на предпријатието. Ово мора да ви го кажам, да ги слушаме вашиот став пред граѓаните. Па вака, јавното предпријатие ИСАР има нешто под 400 вработени, но треба да се погледне систематизацијата таму. Јас додека не поставам директор со кој што ќе разговарам и ќе видам систематизацијата, ќе видам кои се потребите, кои се можностите, сметам дека оваа бројка од некаде 360 вработени таму е бројка која што треба предпријатието со толку да функционира. Има природен начин на луѓе кои што од во пензија го напуштаат предпријатието, некои заминуваат од работа, ќе се надокнадува тој недостаток доколку е потребен, но треба неколку месеци да профункционираме, да видиме каде е слабо предпријатието, каде можеби подобро функционира, за да ги подобриме и услугите. Јас како што видов и разговарав со некои од вработените таму и со актуелниот директор разменив мислења кој што е моментално на јавното предпријатие ИСАР. Таму мислам дека е потребно уште најмалку едно возило за чистење смет, потребни се уште неколку други возила механизација кои што треба да се набават во наредниот период. Ќе се обидеме да почнеме преку подобрување на механизацијата да ги подобруваме и условите и услугите кои што ги треба да ги имат граѓаните. Но нема да придеме на чекорот да бркаме луѓе од работа, тоа сигурно, бидејќи мислам дека градот, доколку се намали овој број на вработени, ќе има недостаток на услуги кои што треба да ги добијат граѓаните. Јас зборував за физибилити студија која работи, одговара на прашањето внатрешно преструктурирање и ефикасност на предпријатието. Таму имам предлог нека облик на холдинг компанија, несуштествени дејности и така натаму, веќе го видите тој документ. Тој не е образувачки по основа на кредитот. Но овде има едно прашање за кое би ве замолил за став. Вие сте граѓани, ние сме граѓани на општина Штип и кога седнеме дома да видиме кога плаќаме вода и кога ги дознаеме и другите информации, не изгледа дека 3 пати плаќаме. Ќе ви обяснам зошто. Јавното предпријатие има скоро 500.000 евра долг од заемот за вода, за водоснабдување на општина Штип, се уште не ги вратило. Јавното предпријатие има кредит, камати кои што инцидентно ги враќа и кога некои се вратени, некаде е застанато таа работа. Значи дека ние како граѓани 3 пати ја плаќаме водата. И еднаш од нашите пари како заем, еднаш од кредитот кој општината повторно враќа, тоа е со скоро 17 милиона денара, кои тешко излегуваат од буџетот, и редовно плаќајќи ја вода. Вашиот став околу ова, може ли после 15 години да се воведе ред во ова? Да знаеме точно. Може апсолутно да се воведе ред, но и мора да се воведе ред во јавното предпријатие со еден нов начин на работа кој што ќе го воведеме, во кој што треба и да го почитуваме и да веруваме во тоа што го правиме. Најважно од се е да таму непродуктивните трошења ги намалиме на минимум. Сите оние обврски кои што ги имаме претходно треба да ги враќаме, не можеме да ги избегнеме и ќе продолжиме да работиме во таа насока, да ги враќаме и долговите и кредитите кои што ги има земено јавното предпријатие. Многу е важно во било кое предпријатие или фирма или општината, доколку се земе одреден кредит, да биде наменет за нешто кое што е продуктивно, кое што ќе врати повратен бенефит, например, доколку има потреба Штип за дополнителни бушења за бунарите за вода кои што се прават повремено, кои што јавното предпријатие ИСАР треба да ги прави. Затоа апсолутно јас сум согласен дека некојаш и треба да се земе кредит, доколку нема средства ИСАР, но тоа значи дека со тие активности кои што ќе ги направи предпријатието, ќе обезбеди вода за наредните 5 или 10 години. И затоа апсолутно јас би покренал да се земе кредит доколку предпријатието нема. Но да се зема кредит за нешто што е непродуктивно нема да дозволам,
и тоа е нешто кое што го дави предпријатието и го влече надолу. Затоа сите обврски ќе мораме да ги обавуваме, да ги сервисираме кои што ги имаме како долг, но ќе биде тешка ситуацијата таму за да се извлече предпријатието, бидејќи тоа, да бидеме реални, не се работи за состојба која што е сега, од пред 2, 3, 4 или 5 години, тоа е состојба која што трае подолг временски период и нема да дозволиме јавното предпријатие ИСАР да биде згрижување или вдомување на луѓе кои што по секоја цена морале да се вработат, па без разлика дали имало потреба таму од таков кадар или не. Ќе направиме систематизација, ќе погледнеме каде има простор, ќе вработуваме и се со цел тие луѓе да придонесат. Ќе го искористите ли предлогот на новиот закон? Еве сега влегува во собрание, вие веќе не сте пратеник, но според динамиката владата смета дека до нова година може да биде изгласан, каде што кадрите кои се оддествуваат на своето образование ќе може да бидат префрлени во други сектори, каде што ќе бидат ефектни. Например, имате во јавното предпријатие десетина луѓе со рударски факултет. Така, да само нафрлам. Но, овде ќе го искористите ли можете на новиот закон? Да, ќе погледнеме состојбата, ќе видиме каде има, најпрво е важно дали има превработеност, според сите тие студии кои што ќе ги добиеме. Ако има превработеност, да видиме дали кадарот соодветствува со тоа што е потребно, доколку не соодветствува, ќе направиме начин да им најдеме соодветно место на тие кадри да даваат придонес, бидејќи ако се со високо образование обавуваат позиција која што налага средно образование, тоа е нешто кое што и тој работник не го посакува. Да му најдеме вистинското место за да ја даде вистинската вредност која што е поседува тој човек. За скоро време, според истекот на договорот, ќе мора да донесете одлука дали ќе ја преземате водата од хидросистемот Злетовица, бидејќи според донацијата на словенската влада и фондацијата Џајка се направени измени во филтер станицата и пошто вие ветите дека ќе се намали водата, така? Да. За сега се користи водата од Штипско езеро, подземните бунери. Според договорот, вие ќе мора да донесете одлука да ја преземате владата, бидејќи општина Штип го враќа државниот кредит. Така е, ние имаме кредит кој што веќе утре треба да платиме една рата за хидросистемот Злетовица, во овој дел околу нешто повеќе од 1.100.000 денари за овој месец и тие обврски ги сервисираме како општина, иако состојбата е тешка со финансиите во општината, но тоа мораме да го сервисираме, ќе наоѓеме начини како ќе го правиме и во наредниот период. Ќе ја донесеме одлуката, бидејќи во овој момент водоснабдувањето во Штип е стабилно, онаму каде што имавме состојби на нечиста вода. Може да биде поевтино, градоначалниче, да биде поевтино, бидејќи, еве вака се, го плаќаме кредитот како граѓани, технолошки, не знам докаде е, но тоа лесно испитливо, докаде е можност за преземање на таа вода, а бидејќи не се употребува струја, електрична енергија, која е најголема ставка од тоа. Овде ли ја баравте можност за поевтинување? Не, веќе ги правиме анализите и со ваквиот начин на снабдување со вода од бунарите, од штипските бунари, да направиме намалување за 10% на цената на водата. Јас овие денови ги правам анализите заедно со луѓе од јавното предпријатие ИСАР и ќе видиме која е можноста уште од почетокот на наредната година при вакви услови, при оваа вода која што имаме, да се намали цената на водата и мислам дека ќе успееме уште од почетокот на наредната година да ја намалиме цената на водата, доколку се договориме, доколку сметаме дека треба да се префрлиме на водата од Злетовица, од хидросистемот, тогаш може и дополнително да се намали цената на водата, но сега за сега можем да кажам дека веројатно ќе намалиме после нова година цената на водата за 10%, анализите ги правиме и ќе излеземе со конечен став многу скоро. Така, значи водата ќе кошта скоро 31 денар, рековте 10%. Наша работа како новинари е да пресметаме. Господин градоначалниче, имаме како граѓани второ предпријатие кое се занимава со уредување на улиците, со тротоарите и одржување, зимско одржување и така натаму. Но при простор имавме 3, од кои едното е затворено, мислам дека ставено во мирување, и имаме предпријатие кое својата основна дејност, Штип проект, вие сте од таа бранша, па граѓаните треба да знаат вашиот став, каде што тоа многу малку работи, една од најдоходовните, најпотребните дејности за општината. Само да споменам за граѓаните дека да се направи деталниот урбанистички план на Штип е потребно 300.000 евра. Вие тоа го знаете.
Што ќе правите со ова предпријатие? Па вака, поранешното предпријатие Штип проект е споено со актуелното Стипион, кое што врши одредени реконструкции на улици, поставување на тротоари, замена на тротоари на бехатон, коцки и така натаму, на замена на сообраќајни знаци, уредување на хоризонталната сигнализација по улиците. И тоа е нешто кое што е дејност на Стипион, но пред одреден временски период Штип проект беше споено со Стипион. Така што во рамки на Стипион функционира и овој дел од урбанизмот, но генералниот урбанистички план го прави приватна компанија од Скопје и тоа е во фаза на изработка, тоа е огромен зафат, голем проект кој што јас во наредниот период ќе имам средба и со тие луѓе кои што го изработуваат, да видам до каде е, до која фаза е, бидејќи немав можност тоа да го разменам како информација со поранешниот градоначелник, но и службите овде делумно ме информираа за тоа до каде е овој урбанистички план, но сакам да остварам средба и со компанијата, фирмата која што го изработува. Инаку Стипион моментално или поранешното Штип проект изработува детални урбанистички планови, помали зафати кои што исто коштаат, кои што се изработуваат во разни делови од градот каде што сметаме дека има потреба, и јас ќе дадам посебен акцент на овој дел, бидејќи сметам дека со правилен урбанистички развој, со правилна урбанизација ќе имаме вистински развој на градот. Да го расшириме градот, да развиеме нови парцели каде што ќе може да се развива и индустрија и стамбено домување, за да при тоа општината добие одредени средства од продажба на земјиште, од плаќање на комунали, за да можеме и да го развиваме градот и во тој дел со изградба на улици, инфраструктура, канализација и водоводи, но и да направиме нешто со тоа што ќе заштедиме од тие пари. Овде зборувате како архитект со визија како да се развива градот. Да. Ке можеби ние како новинари, јавноста преку нас да го добие нацртите за тоа како вие имате визија, па после ќе зборуваме за деталните урбанистички планови. Бидејќи визии за развој на град се донесуваат 30-40 години. Не се врзани за еден мандат на еден градоначелник. Да, тоа зборува за тоа што го зборував на почетокот, генералниот урбанистички план, кој што се донесува, и тоа е многу важен документ за градот и тој треба да трае подолг временски период и се изработува подолг временски период, но деталните урбанистички планови се оние планови кои што фаќаат помали опфати и преку кои што можеме брзо да реагираме и да делуваме согласно генералниот урбанистички план кој што го имаме актуелен во нашиот град. И затоа и деталните урбанистички планови, доколку ги насочиме средствата за да isfinansираме како Стипион или како општина Штип пари за изработка на детални урбанистички планови, ќе ни се отворат и локации, ќе ни се отвори развој на градот, ќе се отворат нови фабрики, работни места. Доколку урбанизацијата ја потиснеме и доколку мислиме дека најважно од се е да ставиме еден слој асфалт, да замениме еден тротоар со бехатон, дека е поважно отколку да изурбанизираме, јас сметам дека не е тоа начинот на кој што ќе го развиваме градот. Тоа е тековна работа, ќе се одржува, но мораме уште веднаш, ова е на почетокот од мојот мандат, на кој што кажувам дека треба да го развиваме урбанистички градот за да бенефит види и наредната локална самоуправа и таа после неа, за да кога ќе влезе наредната локална самоуправа, локална власт, да види дека има каде да се развива градот, има каде да продава локации, каде граѓаните можат да купат плац за куќа, за зграда можеби, за бизнисмените да отворат свој бизнис и така натаму и така натаму. Ова е многу важна работа и затоа ќе посветам многу внимание урбанистички да го расшириме градот и тоа ќе се види после неколку години како Штип се шири, се развива согласно економската моќ на граѓаните кои што ќе може да работат. Ќе одите на јавна дискусија околу тоа, законот обврзува 30 дена мора да помине околу тоа. Но јас сметам на нешто друго. Експертите, луѓето кои се заинтересирани, бидејќи ова е визија, ова не е за 2 години. Да учествува целокупната јавност да каже: господине градоначелник, се сметаме дека ова би било подобро решение или ова било подобро решение. Нешто како општествен диалог што досега не недостасуваше. Да, ова е нешто кое што и по закон сме обврзани, но треба да го правиме на вистински начин. Јас се заложив не само за урбанистичките планови, и кога ќе носиме буџет, да направиме средби со граѓани, да ги повикаме овде, да бидеме по местните заедници, да разговараме кои се нивните приоритети, кои се нивните проблеми, што треба да ставиме во програмата за развој, но урбанизацијата исто така, ќе ги повикаме и стручните луѓе и граѓаните, таму каде што треба да го шириме, да го развиваме градот, од тој раон граѓаните да дојдат, да кажат што мислат за таа работа, иако пред се многу важно е што мислат професионалците во овој дел, и на крај да носиме одлуки кои што ќе значат
вистински развој на нашиот град. Околу буџетот ме подсетивте сега кога рековте, јас ве поканувам заедно со некои од стручните служби кои ќе го направат предлог на буџетот во програмата на телевизија Ирис, па нека таа трае и 2 часа да го образложиме, нешто што досега не е направено за да граѓаните знаат каде ќе се трошат нивните пари. Ма тоа нека остане заеднички проект. Сега градоначалниче, убаво рековте дека нема да зборуваме за асфалтирање на малечки улички, отприлика ако човек отиде на работа, јас со моите колеги додев овде на работа, значи работата на градоначалникот е да работи во наш интерес. И не значи дека тоа е проект, така. Проект е нешто друго за кое што би сакал сега да разговараме, но претходно имам уште една тема, бидејќи се наметна како актуелност во Македонија. Анализата на градоначалниците што со волја на вистината предна недела стапија на функција е дека скоро во сите општински институции, општински администрации има преработеност. Веќе стигнува и проценката 15-20, слушнавме за Карпош на фрапантна бројка, таква фабрика нема во Македонија, но слушнавме и некои други споредбени бројки. Анализата на Комисијата за администрација што денес излезе, подготвуваше законот за јавна администрација, вели дека општините се содруваат со неефикасна и превработена администрација. Она превработена ќе го чекаме законот, меѓутоа она за што сте ви одговорен, а тоа е неефикасна. Како ќе ја направите поефикасна? Па вака, најважно од се е меѓучовечките релации овде во општината да се стават на едно вистинско ниво, да има почитување, најпрво помеѓу вработените, помеѓу секторите, бидејќи сите мораат да соработуваат, им се вкрстуваат областите. Јас давам се од себе, да разговарам со секој, да ги примам сите од вработените и шефовите на секторите, да речем, и оние кои што се вработени, кои што имаат одреден проблем, веднаш да го разрешиме, и тоа е вистинскиот начин. Мораме сите да ги ставиме во функција и затоа јас сум отворен. Јас со сите вработени разговарам дека барам отворен, искрен, честен пристап, дека многу е важно да го дадат својот придонес и својот максимум. Јас сум убеден дека вработените ќе го дадат својот максимум и дека сите ни се потребни овде. Секој оној кој што смета дека не може да го даде својот максимум, не може да се вклопи во овој концепт кој што го нудам, може слободно да ме информира, но и оној кој што јас ќе сметам после оден временски период дека е непотребен овде или дека не одработува како што треба, јас ќе поборам и одговорност од него. И затоа ја барам поддршката од секој вработен пред се, за да ја добиете и тие мојата целосна поддршка. Од мене имаат на почетокот целата поддршка. Јас изутринава бев и во јавното предпријатие Стипион, се видов со вработените таму на терен, бевме заедно. Им го кажав истото, дека сите би се потребни, ќе останат сите на работа, иако беа многу манипулирани во претходниот период, дека ќе бидат избркани и дека барам од нив да ја работат само својата работа. Тоа за што се платени, за да граѓаните на крај видат бенефит. И сум убеден дека на крај секој ќе го даде придонес од општината, секој вработен ќе се почувствува вреден овде, да секој го даде своето мислење, бидејќи од одредени вработени добива информации дека претходно не биле прашувани за ништо. Тие едноставно некои не добивале работа, работна задача не добивале. Тие седеле овде, земале плата, ама со тоа биле на некој начин и казнувани. Да не го дадат својот придонес, ја ги вклучувам, ги барам нивните мислења и за една работа барам мислења од повеќе луѓе и на крај да ја пресечам работата така како што треба. Веќе излегува бројки, ви информирали колку вработени има локалната самоуправа Штип? Да, има на неколку различни модели на вработување, има некаде околу 150 вработени. Различни се начините, дел се вработени на неопределено, на определено работно време. 152 имате вработени, но има еден број кои имаат разни договори за разни договори има, така што јас и тие луѓе ги разговарам со дел од нив, ги повикав да бидат овде, да се вградат исто така, дека ќе ја проценам нивната вредност, нивната работа и секој оној кој што вреди нема да сигурно да биде оставен без работа. Инаку, оној вработен кој што беше избркан од општина Штип во кампањата беше исто така под некаков договор. Овде јас го повикав веднаш првиот ден да ме информира за што се работи, ги повикав службите да најдат начин да го вратат на работното место, бидејќи сметам дека треба да му се даде шанса и на тој човек да работи. Ваша одговорност е, како што рековме, ефикасна администрација. Ќе ви поставуваме прашања во интерес на граѓаните, бидејќи и ние како сервис на граѓаните, тие знаат да се жалат за шалтерско однесување, за
од долги процедури и така натаму. Но тоа ќе го оставиме, бидејќи за 4 дена се уште немате увид во сето тоа. Не зборуваме овде за визија. Кога се добива мандатот, вие пред граѓаните предложувате програма, предложувате интегритет и проекти. Сето тоа заедно се нарекува доверба на граѓаните. Ако ги предложите проектите, а не направите ништо за нив, се нарушува и оној други дел кој се нарекува интегритет или морал на кандидатот, сега веќе градоначелник. Јас би предложил сега на почеток да зборуваме за два проекти, бидејќи моето мислење е дека тековните работи секако ги си ги вршите, а големите проекти се нешто што става печат на нечиј мандат. Рековте, комплетирање на националниот урбанистички план во согласност со генералниот урбанистички план е голема работа, но тоа не е толку видлива појава. Јас ви прашав за две работи. Првата работа е нешто што го знам или разговарам со луѓето од 30 на 40 или повеќе години. А тоа е фамозната брана на Отиња. Можно ли е да се направи, како ќе се направи, кои се вашите проценки и што ви беше планот? Браната на река Отиња е нешто кое што го ветив, крупен капитален проект, многу важен за градот. Вие сте сведоци уште од поизминатите години, од поодамна, дека сте разговарале со многу граѓани, тоа е желба на Штипјани. И јас ќе направам се и можам да ветам дека браната на река Отиња ќе почне да се реализира во овој мандат. Ќе бидам среќен доколку и дојдеме во некоја крајна конечна фаза на реализација со еден голем процент на реализација. Тоа е проект кој што ќе ги видиме на крај проценките, може да чини до некаде до кај 5 милиони евра, тоа е огромен проект. Самиот проект или и пристапните патишта, се она што е до функционира? Значи, ќе ги видиме проектите, бидејќи таму многу важно е да се донесе инфраструктура, тоа се дополнителни средства, бидејќи брана како брана без околна инфраструктура да се направи, нема да има својата тежина и својата вистинска вредност, но доколку направиме, а тоа ќе биде во целиот проект околу браната на река Отиња со пристапни патеки, со канализации и водоводи, да може таму да се направат и некои нови содржини, да се донесат и ресторани и места каде што можат луѓето да отидат, да пристапат, да испијат едно кафе во близина на тоа езеро. Ќе биде убава работа и тоа ќе го реализираме во пакет. Ќе одиме дел по дел, чекор по чекор, овој проект ќе почне да се реализира, не отстапувам од ова. Уште во текот на наредната недела ќе ги земам сите проекти кога ќе успееме да завршиме сите административни работи и сите финансиски проблеми за овој месец, колку што можеме да ги надминеме, со да се даде плата на вработените овде. Тогаш веднаш потоа ќе ги повикам вработените кои што ја работеле на оваа проблематика во изминатите години, да ги донесат проектите, да видиме до каде сме. Ќе повикаме експерти од Градежниот факултет од Скопје и ќе повикам и од Министерството за животна средина да дојдат сите луѓе кои што се инволвирани, да ги отвориме проектите, да видиме кој е оној вистинскиот проект, да донесеме одлука, можеби ќе отвориме дебата, меѓутоа мислам дека тука стручните луѓе треба да имат предност во донесување на одлуката, кој тип на проект зборувам конструктивно значи, да го работиме. Потполно правење на потполно нов проект, бидејќи вие како собственост, вие сте стручно, знаете дека тоа чини многу пари. Собственост на општината се двата проекти. И брана со земјено јадро и бетонска брана со различна висина, различен опсек. И едното и другото е платено со пари на граѓаните. Ќе ги разгледате ли, ќе ги земете ли во обзир или ќе правите нов проект потполно? Ќе ги разгледаме тие проекти до која фаза се и кои се можностите, кои се цените на чинење на тие проекти. Јас ќе ви кажам, 5,5 милиона е браната со бетонско јадро, со глинено јадро е 3 милиона и 200. Да. Па добро, ако се тие суми на средства, но можеби тие суми чинела толку браната во претходниот период, сега со различните цени на чинење од нафта до цемент до сите материјали агрегатот за изработка на бетоните, може да чини и различна сума на пари. Јас ќе ги разгледам проектите, не сакам да излегувам со никакви тврдења, сакам да ги слушнам сите експерти и луѓето од овде кои што ги имаме, се многу битни во овој дел и луѓе кои што може да дадат многу придонес и луѓето кои што ќе ги повикаме универзитетски професори, да на крај низ една дебата овде дојдеме до вистинскиот заклучок и кога ќе решиме кој е тој проект, ќе продолжиме со експроприација на земјиште и ќе почнеме со изградба на браната.
Иако бев критикуван за прашањето кое го поставив на подпредседателката на владата, ќе помогнете ли во овој капитален проект за Штипјани, бев критикуван затоа што се продолжува традицијата централна власт, наши, нивни и градоначалници, но сепак незиниот одговор е бидејќи се работи за капитален проект за Штипјани, владата ќе стои на услуга на градоначалникот за реализација на овој проект. Вашето мислење за тоа? Па, тоа го договоривме и во претходниот период, кога тој проект го ставивме најприм во програмата на партијата за 2016 година, а потоа во разговор и со премиерот, и со Радмила Шекеринска, и со целото раководство на партијата, во донесувањето на планот. Ова се влада, не партија, ова се... Да, затоа веднаш потоа, како подпредседател на влада, но во тој момент ја правевме програмата за работа на влада, во моментот пред да биде избрана владата. Со таа програма излезе премиерот Зоран Заев пред собранието да ја бара довербата од пратениците од мнозинството, и во таа програма е ставена исто така поддршка на централната власт за изградба на брана на реката Отиње во Штип, и веднаш потоа дојде и локалните избори, многу пати разговаравме, беше овде и премиерот, јас ја ветив оваа брана. Ќе видиме кои се можностите на општина Штип овде да учествува со средства, ќе има можности нормално, но и владата со своји средства, бидејќи ни се потребни за брза, итна реализација на овој проект. Така. Имаше неколку крупни проекти околу кои ми може да зборуваме, меѓутоа јас одбрав нешто што е толку многу важно за граѓаните, посебно во овие рани есенски денови, да ја согледуваме нужноста од тој проект. А тоа е гасификација на град Штип. Гледајќи го проектот на гасоводот до Неготино, видов дека на 4 места, неподалеку од 10 км од градското јадро, се предвидени помпни станици. Интересно ја видов е само 1 километар подалеку од, нешто повеќе од километар од Бањата Кежовица. Но, тоа е она што сега стои во плановите во реализацијата на владиниот проект за гасовод. Вие ветивте почеток на секундарна гасификација. Ова пред 2 дена влезе во програмата на владата за намалување на загадувањето на воздухот, во програмата, во препораките на Европската комисија, во посетата на членовите на Европскиот парламент, каде не задолжија да во сите проекти ги воспоставуваме, вградуваме и еколошките стандарди на Европа. Европа не се секира многу заради нас дека ќе има лош воздух, туку не сакаат кога поминуваат да имаат загадена околина. Господине градоначалниче, ова е деценијски, можеби и проект од векот. Што може да очекува Штипјани? Па вака Штипјани може да... Веќе се надевам дека не сте влегли само за да ни ветите, туку сте имале веќе разработен проект. Така е. Јас кога го дискутирав и кога го промовирав овој проект уште во изборната кампања, го промовирав врз база на одредени мислења кои што ги добив од владата на Република Македонија, дека гасификацијата на Република Македонија е во фаза која што линијата од Куманово до Штип е дојдена и сега се работи на гасификација од поминување на главната гасоводна линија од Штип до Неготино, а потоа кон Битола, и затоа Штип сега може да се насочи кон гасификација на градот преку секундарната линија или мрежа во нашиот град, и ова е работа на општината која што треба пред се да се приклучи да изработи проект за гасификација на нашиот град. Има две можности, две места за приклучок кои што се во близина на Штип. Ние ќе се насочиме преку тие проекти да го гасифицираме нашиот град. Јас ветив 20 км гасификациона мрежа во градот за 4 години. Господин Гранчанте, што е 20 км? Бидејќи правењето, нашите граѓани немаат искуство со гасификација. Тоа е отприлика како воведување на повторна водоводна мрежа. Так. Тоа се канали, тоа се цевки со ширина од 10 сантима, 20 сантима и така натаму. Што ќе бидат тие 20 км? Тоа е всушност секундарната мрежа кога ќе се приклучиме на еден од приклучоците кој што е во близина на нашиот град. Таа линија ќе помине паралелно со движењето на улиците и секаде каде што има
потреба или можност или барање од одредена компанија, од администрација, од стамбен објект, деловен објект, ние ќе излеземе во пресред да направиме приклучоци да сите тие граѓани се приклучат на гасификационата мрежа. Тоа ќе помине нешто како што кажавте и вие за да разберат граѓаните како водоводната линија или канализационите линии кои што поминуваат низ улиците на нашиот град и ние ќе ветивме 20 километри, тоа е една сериозна бројка на километри и сериозна сума на пари. Јас ја направив динамиката според средствата кои што сметам дека ние ќе можеме како општина да ги реализираме во наредниот период и тоа ќе го почувствуваат најмногу граѓаните. Ние како Штип, например, немаме многу загаден воздух, бидејќи таква е местоположбата, имаме ветрови. Да, но немаме дрва, ги спосековме. Но и немаме дрва, бидејќи се грееме најмногу на дрва и ќе ги намалиме практично и сечењата на дрвата кои што ги имаме во околината на нашиот град, а тие се намалуваат постојано. Затоа ова е многу важен проект, но и најважно нешто е намалување на цената на огревот, например, на граѓаните, кое што може да достигне 50, дури и по некои други проценки и над 50% на едно семејство кое што сега се грее на струја, например, во нашиот град. Оние кои што се греат на дрва, веќе кажав, зборувавме, ќе биде најмалку 20 до 30% поевтино доколку се приклучат на гасификацијата на нашиот град. Нема да ја загадуваме околината, ќе си ја заштитиме животната средина, ќе си ги заштитиме сечата на дрвата и тоа е многу важен проект. Но веднаш ќе се насочам и кон реализација на ова. Така, но господин градоначалник, ова е шанса и за една реализација на еден друг проект кој е логично, бидејќи логиката кај вас градежниците е една, кај граѓаните е друга. Ние ги имаме парите од самопридонесот за водовод, кои може да се искористат, ова само зборувам од име на јавноста. Правењето на гасификациите е можно да се решат и други инфраструктурни проблеми од застарена водоводна мрежа, бидејќи искуството вели дека правењето на каналите можно да се направи и у исто време копањето на улици да се обнови. Сметате ли на тоа дека Штип треба да биде градежен место кај што ќе изгледа како на збирна градежна оператива, да се раскопаат сите улици, да се воведува едно по едно сообраќај и метеж и така натаму? Па, според мене, дај Боже да можеме да ги раскопаме сите улици во нашиот град, наеднаш да имаме толку средства, веднаш да им донесеме и гасификација и да ја подобриме водоводната линија и канализационата, да го решиме и колекторскиот систем. Дај Боже да можеме тоа да го направиме, но тоа е нешто кое што немаме толку моќ и сила и затоа ќе работиме чекор по чекор. Многу е важно како зборувам како архитект, како градежник, дека секоја нова улица која што ќе се прави во иднина, кога ќе се раскопа, ќе биде многу важно да се постават сите овие инсталации наеднаш, потоа да се истампонира, да се асфалтира таа улица и знаеме дека натаму повеќе нема да има отварање. Во претходниот период се работеше на еден обратен редослед, во кој што беше многу важно да се прикаже нешто пред граѓаните, во кој што се правеше улица, се асфалтира, а граѓаните бараа приклучоци, например, за канализација и водовод, но потоа им се правеа, па потоа им се раскопува, па пак се асфалтира, што е дупла работа и многу поскапо чини после таа работа. И ќе почнеме со гасификацијата, како што кажав, многу е важно дека освен граѓаните кои што ќе видат бенефит, нашите домашни компании, оние кои што имаат компании, фирми, предпријатија во Штип ќе бидат поконкурентни. Тоа е многу битно, бидејќи ќе излезат на пазарот на трудот со многу поконкурентни производи. Така и штипската економија ќе оди напред, бидејќи ќе бидеме поконкурентни од било кој друг град во околината. Така и нашите домашни бизнисмени, но и оние кои што се странски бизнисмени во овој град ќе видат дека може со поевтина алтернативна енергија да ги загреваат своите објекти. За тековните работи ќе ве питуваме тековно, за стратешките стратешки. Она што во времето на кампањата и најголем број на прашања ви се поставуваше, динамиката сами ќе си ја кажете, тоа е развивањето на цел еден сектор во Штип, а тоа е, како што вие предложивте, аквапарк во просторот на Сутлакот. Таму, јас денес ги гледав со односите, параметрите, најголем број од парцелите се приватна собственост. Тоа ќе има дополнителна постапка за експроприација, ќе има дополнителни средства. Проектот го разгледав што вие го предложивте, исклучително комплексен, не сум дошол до податок за пари, но е прашано од вас. Рековте ќе градите. Како, кога и колку?
Вака, тоа е еден проект кој што дава нов квалитет на нашиот град. Тоа не е проект кој што од типот на гасификацијата веднаш ќе почувствуваат граѓаните намалување на трошоците, намалување на сметките, но тоа е проект кој што ние како Штип, како универзитетски град треба да планираме како да го реализираме. Таму на тој простор на Суитлакот има локации кои што се во државна сопственост, но има и локации кои што се во приватна сопственост, со кои што во наредниот период ќе разговараме и со тие граѓани. Јас верувам дека дел од нив ќе побараат и друго земјиште замена, да добијат за тоа земјиште друго земјиште во друг дел од нашиот град или од територијата на нашата општина. Голем дел од тоа земјиште стои така, не се користи. Јас верувам дека нема да имаат проблем и некои од граѓаните да се договориме да се спогодиме за дел од земјиштето. Но многу е важно како ќе го реализираме овој проект. Важно е дека имаме една и многу важна, многу добра можност е јавно-приватно партнерство, за кое што јас ќе се борам, ќе се залагам да успееме да повлечеме некој од бизнис секторот, граѓанин, наш сограѓанин или наша компанија, домашна, странска можеби, кој што ќе дојде и ќе сака. Јас верувам во домашните компании, бидејќи има компании кои што се сериозни, но во претходниот период. Сакате да го искористите можете на законот за јавно-приватно партнерство. Да. А основата на припремата на земјиштето да го направи локалната самоуправа. Така е, ние ќе излеземе во пресрет на таа компанија да најбрзо што е можно им ја средиме документацијата, да се договориме за можностите тие да го реализираат еден од проектите, например ако зборуваме за базен или за отворен или за било каков друг проект затворен базен, да тој базен например тие го реализираат, го имаат во владение одреден временски период, зависно колку ќе биде инвестицијата и по кој проект ќе се работи, а општината да им изработи целата инфраструктура, целата документација најбрзо што е можно преку урбанизација и преку изработка на планска и проектна документација. И тоа е многу важна работа, но за овој проект ќе треба време, бидејќи проектирањето е многу важно и тоа одзема дел од времето и финансиската конструкција. Доколку најдеме инвеститор кој што ќе се нафати, веднаш ќе почнеме да изработуваме проект заедно со инвеститорот, кој што ќе кажеме дека до тој процент може да се до таа сума на пари може да се обезбедат средства од таа компанија, делумно можеби и ние ќе учествуваме од општината, но важно е дел од теретот да го превземе одреден бизнисмен кој што ќе стопанисува после тоа. Со тој базен бенефитот ќе го видат повторно граѓаните, а ние нема да го имаме на почетокот во стопанисување, во владење како општина, бидејќи и тоа е еден терет кој што треба после општината да мисли како да го одржува базенот, да го загрева. И најважно од се е да најдеме заеднички јазик. Ја верувам, бидејќи разговарав со неколку компании, дека ќе најдеме заеднички јазик да инвестираме, но од друга страна ќе бидам во служба на сите оние компании во нашиот град. Пред се сакам да кажам дека нема да одиме да ги притискаме домашните компании по било која основа и било каков аспект, бидејќи во претходниот период знаеме дека се случува и притисоци и уцени врз домашни компании, ќе ги растеретиме се со цел да дел од нивните заработки средства ги инвестираат во градот. По законски пат. По законски пат. Така. Имам овде уште многу прашања, ама да го ставиме за некое следно интервју, што се надевам дека ќе го реализираме за неколку недели, кога ќе ги добиете основните податоци за изминатиот период, бидејќи граѓаните мора да имаат не отчет кој им се дели, туку мора да имаат увид у тоа како се потроши нивните пари, дали по закон и кој е нивниот бенефит. Моето прашање ќе биде како ќе го легализирате темата како ќе се легализира по закон отиња, бидејќи е партено уредување и од останатите постапки за кои што законот ќе си го каже. А за сите секојдневни ваши активности телевизија РС ќе ги известува граѓаните. Вашето лично мислење околу тоа, колку проекти треба да направи еден градоначелник? Еве, јас се прашав за 3, моето мислење е дека за тие се потребни барем 2 мандата. Па вака, јас сметам дека не е најважно да излегуваме со бројки на проекти пред граѓаните и да кажеме дека сме направиле, не знам, 300, 400, 500 проекти, а граѓаните да не знаат кои се тие проекти, каде се тие проекти, колку чинат тие проекти, дали им вредат на граѓаните тие проекти, затоа што можеме да кажеме дека една клупа да поставиме е проект, еден проект. Јас сметам дека проектите треба да ги почувствуваат граѓаните, доколку почнеме да градиме брана, а тоа ќе го направиме, ќе почнеме, граѓаните ќе видат дека правиме капитален проект. И доколку започнеме со гасификацијата, исто така уште еден проект.
Ситуацијата со коритото на река Отиња е нешто кое што е започнато. Јас не сум човек кој што Тоа ми сака да беше прави прашањето. резови и кој што сака сега да каже дека тоа не е добро. Не може да кажеме сега ќе пуштиме механизација да ја раскопа реката Отиња. Тоа што е направено досега чини пари и тоа тие пари ги дале Тоа граѓаните. се така. Затоа ви го поставувам во прашање. кон Штипско Новосело кој што каде што треба да се доработи реката Отиња. Јас вчера и завчера веќе разговарав со администрацијата за тоа како ќе продолжиме и се договоривме дека тој проект најскоро што е можно ќе продолжиме да го реализираме, бидејќи една вода ако надојде поголема, а доаѓаат зимските периоди, може да ја раскопа реката таму и да направи поголеми штети. Ние мораме да продолжиме да го досредиме коритото до влевот, влегувањето на Отиња во реката Брегалница по тој проект кој што е направен досега. И веќе разговарав со сите оние служби кои што тоа го работеа, со сите оние компании кои што беа вклучени во овој проект и со јавните претпријатија кои што учествуваа во изработката со дел од луѓето таму, така што можам да кажам за јавноста, за гледачите дека овој проект ќе продолжи во наредниот период согласно со оглед на тоа какви ќе бидат и временските услови кои што ќе го диктираат темпото на работа, но сакам да знаат граѓаните дека овој проект ќе продолжи да го завршиме коритото на река Отиња до влевањето во Брегалница. Господин градоначалник, со политика почнавме, со политика предлагам да завршиме. Вашата соработка со Советот на општина Штип е нужност, бидејќи секое мешање на ингеренциите или поточно кочење на проектите е на штета на граѓаните. За почеток, имате искуство од една седница. Сметате ли дека може да се најде заеднички збор, консензус околу капиталните проекти, а да не се мешаат нашата вечита поделба наши, нивни, останати и така натаму? Па јас на првиот мој говор на кога го добив уверението од општинската изборна комисија, дадов една кратка изјава, побарав од сите советници да се вградат во овој процес на градење на нашиот град, на тргнување напред на нашиот град, без разлика кој од која политичка партија доаѓа, без разлика која политичка провиненција има мнозинство, која е во опозиција таму, ги повикав сите да се вградат, бидејќи успесите ќе бидат заеднички на сите нас, на сите 23 советници, на мене како градоначалник, на сите служби овде во општина Штип, на сите јавни претпријатија и на сите наши граѓани. Неуспесите кои што ќе дојдат ќе ги прифатам јас на себе и затоа барам да сите го дадат својот придонес. Инаку на првата седница на Советот имавме една состојба во која што веднаш моравме да донесеме одлука за награди на нашите на 5 наши сограѓани за посебен придонес кој што го дале за општината во претходниот период. И веднаш стигнавте на критики. И морам да кажам дека имаше комисија во која што јас учествував по тројца представници од СДСМ и ВМРО ДПМН, во која што донесовме едногласна одлука за овие 5 кандидати. Јас побарав од нив како председател на таа комисија, бидејќи тоа е една од првите мои одлуки да биде тоа едногласно, да биде тоа листа која што ќе учествуваат најразлични луѓе од различни калибри. Одлуката за добитниците на осмоноевриските награди е едногласна, така? Значи комисијата која што беше составена од 3 члена на СДСМ и 3 на ВМРО ДПМН и јас како градоначалник донесе едногласна одлука за тие 5 кандидати за добитници на признанија, но кога влеговме на седницата на Совет, се побара пауза, се побара поединечно се гласа за секој од нив. Тоа мнозинството го одби како предлог и тогаш опозицијата гласаше воздржана за 5 предлози практично. Според образложението кажаа дека за еден од добитниците имале резерва. Како и да е, тоа беше нивни став, јас направив се да тоа биде едногласно, бидејќи е свечен чин, не сакав да правиме овде поделби, но сепак демократија е, секој може да гласа по свое убедување и да донесат партиски или било каков став таму. Јас благодарам сепак за таа прва седница, беше сосема коректна и почнавме на еден добар начин да функционираме, ќе продолжиме и во идниот период, верувам дека и опозицијата ќе ги поддржува идните проекти за нашиот град. Господин градоначалниче, ние нема да ве фалиме, тоа што ќе го работите граѓаните само ќе го гледат, ние ќе им го презентираме на граѓаните, а ќе ве критикуваме оноку колку што аргументи ќе собереме заради интерес на граѓаните. Ние нашата работа, вие вашата работа. Од име на телевизија Ирис, на ова прво ваше интервју како сте градоначалник, ви честитам и ви посакувам успех заради вас и заради сите граѓани. Ви благодарам и благодарам што бевте овде да направиме едно интервју малку поразлично од тоа кое што сме управиле досега
и секогаш сте добродојдени овде и како новинари и како граѓани да бидете присутни во оваа зграда да ги решаваме проблемите на граѓаните. Благодарам. Штовани гледачи, ова беше првото интервју на новиот градоначелник на општина Штип, Благо Бачварски, а јас и мојава екипа од телевизија Ирис ќе се обидеме да направиме интервјуа со сите нови градоначалници од регионот каде што телевизија Ирис го има сигналот во ваша корист. Или како што е лајтмотивот на овие наши емисии, да ги прашаме што е тоа што ќе го работат во ваша корист. Довидување. Audio Jungle.